Интересите на граѓаните е нашата приоритетна цел и од заштита на нивните интереси ние не отстапуваме. На собраниската седница што започна вчера, заврши расправата по Законот за отпишување на камата на долгови, со кои на илјадници семејства во Македонија ќе им се овозможи отпишување на долговите кои ги мачат со години. Очекуваме со поддршка на пратениците од сите пратенички групи овој закон да биде усвоен. Со ова законско решение излегуваме во пресред на потребите на граѓаните кои од 2011 година се соочуваат со огромни долгови по основ на камати за предмети за кои не биле свесни ниту дека постојат, кога извршните предмети од судовите се пренесени кај нотарите, а покасно тие завршија кај извршителите. Покрај отписот на затезната, односно казнената камата која се однесува на главниот долг и на трошоците на постапката за комунални дејности, електрична, топлинска енергија, вода и смет, телефонија, мобилни и кабловски оператори, одржување на заеднички простори, наводенување и одводенување на земјоделско земјиште, во текот на собраниската процедура, преку амандмани, го проширивме опфатот и на каматите и долговите за телевизија. Се намалуваат и трошоците на постапката кои не може да бидат повисоки од 20% од нивните предјавените и утврдените трошоци. Право на отпис на камата може да оствари секој граѓаник, должник, кој ќе го плати главниот долг и трошоците на постапката во рок од 12 месеци, откако доверителите ќе донесат одлука за отпишување на каматите за наплата на долговите. Ваква одлука доверителите се должни да донесат во рок од 10 дена од стапувањето на сила на овој закон. Се намалува и надоместокот што должниците го плаќаат на извршителите, нотарите и адвокатите за овие предмети, веќе реков, тоа се намалува не повеќе од 20%. Законот што очекуваме на 24-ти да биде усвоен, предвидува граѓаните кои имаат судско решение за извршување, издадено заклучно со 1 јули 2011 година, да бараат отпис на каматите, доколку долгот го платат во рок од 1 година од носењето на законот. До ова решение дојдовме по повеќе месечни консултации помеѓу пратеничките групи во собранието, владата, како и најголемите доверители, кои на наше инсистирање искажаа подготвеност да излезат во пресред на потребите на граѓаните, за што ние особено се залагавме. Ние во текот на вчерашниот ден седницата практично ги помина сите точки, остана гласањето. Најавено беше од страна на председател дека тоа ќе се случи на 24-ти. Значи очекуваме дека на 24-ти ќе се гласаат законите. Исто така и овој закон очекуваме дека ќе биде изгласан на 24-ти. Очекувате ли денеска да добиете двотретинско мнозинство за оставките? Па вие бевте сведоци дека колегите во целиот период, во сите своји дискусии, не се откажаа од Европска Унија и НАТО. Очекуваме тоа навистина да го покажат на дело и да излезат и да гласаат. Дали тоа ќе биде во текот на денешниот ден или председателот ќе донесе поинаква одлука да биде тоа друг ден, тоа сепак е нешто што тој ќе го реши до крајот на денот, до крајот на расправата. Уште 20 на луѓе ќе очекуваме денеска да се пријават, пријавени се за дискусија, да го искористат своето деловничко право да разговараат на оваа тема. Дали тоа значи дека сите претеници кои што се пријавени за денешната дебата ќе го искористат своето право на глас? Односно дека се уште се купува време за одредени разговори за кои што се зборува дека се одвиваат? Видите, секој пратеник кој се пријавил и има право да си го искористи правото и да говори. Дали тоа ќе го направи или не, јас сега не можам да ви потврдам. Кога ќе почне седницата, практично секој може и во последен момент на самата седница да се откаже. Бидејќи ви кажав дека денеска не мора да се носи одлука и да се гласа, јас не гледам овде потреба некој да купува време. Таа седница практично во зависност од интересите на претениците така и ќе се одвива. Доколку мислат дека треба да говорат, денес ќе го искористат своето право. Дали тоа значи дека немате двотретинско мнозинство? Ние ги повикавме нашите колеги да дојдат и да гласаат. На гласањето ќе видиме дали имаме двотретинско мнозинство, а ние веруваме и очекуваме дека тоа ќе се случи. Кратко
Ви реков, на самиот момент на гласање ќе видиме дали тоа го имаме. Очекуваме тоа да биде така. Очекуваме колегите да бидат над себе и над своите партиски интереси и да работат во интерес на државата. Тоа значи да дојдат и да гласаат за отварање на уставот. Има ли некои други прашања? Со оглед на тоа што Олмер доаѓа во понеделник, дали тоа значи дека се прават последни обиди, значи за протекинско мнозинство? Вие гледате дека целата меѓународна демократска заедница практично е тука да ни помогне за да ги надминеме разликите и да одработиме нешто што треба да го направиме како собрание заедно. Воопшто не гледам дека неговото доаѓање значи притисок на... Ние во собранието 120 луѓе сме тие кои треба да донесат одлука за тоа дали ќе гласаат и тоа го очекуваме со право дека колегите ќе го направат.